أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Меѓу Аллаховите знаци во неговото создавање се смената на ноќта и денот, различноста на годишните времиња и постојаната смена на горештината и студот. Сето тоа е подсетник за луѓето на нивната слабост и на нивната потреба од нивниот Господар Субханаху ва Таала. Кога ќе дојде студот и кога деновите ќе станат сурови и ладни, луѓето по природа ја бараат топлината на телото во облека и во огнот, но луѓето на иманот, луѓето на ибадетот, не ја бараат само топлината на нивните тела, туку ја бараат топлината на нивните срца во покорност кон возвишениот Аллах Азза ва Джел, во негово спомнување и во приближување кон него. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Тие што веруваат и чиишто срца кога Аллах ќе се спомне се смируваат, а срцата на вистина кога Аллах ќе се спомне се смируваат. Тоа е правата топлина на иманот. Топлина што останува и кога времето е тешко, и кога има искушенија, и кога деновите се сурови. Драги и почитувани брача, кога иманот слабее, тогаш срцето се лади, а кога иманот се јачат и зајакнува, тогаш срцето се загрева, дури ако телото изложено на најголем студ. Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем рекол: "Ела адуллукум ала ма ямху Аллаху бихи ал-хатая ва ярфа'у бихи ад-дараджат." Да ви кажам ли со што Аллах Азза ва Джел ги брише гревовите и ги подига степените? Му рекле асхабите: да, о Аллах пратенику. Па рекол алейхи салату ва салам: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. Велит алейхи салату ва салам: со целосно земање абдест и кога е тешко, и кога ти е ладно или со ладна вода, да земаш комплетно абдест, со често одење, со многу чекори кон џамија и со чекање на намаз после намазот. Па погледнете како шеријатот ја направил покорноста во студот доказ за истрајноста и искреноста на иманот. Претходните наши добри генерации се радува за доаѓањето на вакви денови, затоа што тоа им било сезона на ибадет и поле за надпревар на оние што му робуваат на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Па така, од Убејд ибн Умеир, кога ќе дојдеше зимата, велеше: "О луѓе на Куранот, ви се продолжи ноќта за да читате, па читајте, и ви се скрати денот за да постите, па постите." И рекол Омер ибн ал-Хаттаб ради Аллаху ан: "Зимата е плен за побожните, за оние кои чинат ибадет. Ноќта и е долга, па ја минуваат во намаз, а денот и е краток, па го постат." Слично рекол и Хасан ал-Басри рахимахуллах:
Прекрасно време за верникот е зимата. Ноќта е долга, па ја поминуваат во намаз, а денот е краток, па го постат. Ова е таа топлина на иманот. Да наоѓаш сласт, сладост во покорност према Аллах Азза ва Джел, во блискост и утеха во ноќниот намаз и да наоѓаш смиреност во твоето сеџде кон возвишениот Аллах Азза ва Джел. Некои од нашите добри генерации, претходни генерации, ја опише оваа сласт, ове уживање, овја иман и рекле, кога би знаеле кралевите и синовите на кралевите, што ние го имаме, што ние чувствуваме од иман и од сласт во нашите животи, ке се бореа со нас или ке се бореа со нас со нивните мечови. Ке се бореа со нас за да го земат она што го имаме ние внатре. Ке се бореа дури со нивната војска и со нивните мечеви. Во силниот студ се покажува вистинската суштина на иманот. Или нефсот ке ја стави својата удобност на прво место, или пак и срцето ке го стави на прво место задоволството на неговиот Господар субханаху ва таала. Иннама юваффа сабируна аџрахум бигајри хисаб. Навистина трпеливите ке бидат наградени без сметка. Велите Ибн Реџеб рахимахуллах, оној што ќе се навикне на покорност кон Аллах Азза ва Джелле во леснотија, ќе ја почувствува нејзината сладост и во тешкотија. О Аллахови робови, топлината на иманот, топлината на верувањето не се купува и не се наследува, туку се стекнува со искреност, со труд и со пожртвуваност. И знајте дека оној што ќе стави топлината на покорноста и на ибадетот пред топлината на постелата, Аллах Азза ва Джелле ќе го засолни под неговата сенка на денот, кога нема да има друга сенка освен неговата. Од работите кои би сакал да ги спомна, за кои треба посебно да обрнеме внимание во овие ладни денови, се две работи. Прва работа е тоа да се пазиме да не изоставиме миење на некои делови од телото поради студ или поради многу тесна облека. Како да се остави неизмиен дел од лицето, или глуждовите, или посебно лактоите, особено кога ќе се облечи многу слоеви на плачки или тесни плачки, па често гледаме како некој немој да и крени троциве, лактојве донад, рокајве донад лактојве, па му останви простор и не го миет комплет догоре. Што значи му останви дел празен, неизмиен. А со теја тој немат абдес, а воено, како што вели Мухамед алейхи селам, кои немат абдес, немат ни намаз. Затоа Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, кога бил на патување со неговите асхаби, видел како неговите асхаби од брзање му останало на некој од нив празно место на нивната петица, не му пошла вода колку еден дирхем, колку една пара. Па рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва селем на висок глас 3 пати: "Ваилул лил аъқаби минан нар", тешко на петиците од огнот џехеннемски. Затоа добро е да се пазит кога се земат абдес, да се подигнат облеката до над лактојве и да се земат комплетно абдес како што е пропишано. Исто така од прописите кои се поврзани со ове е и тоа дека оној што не може да најде топла вода за абдес, а посебно за гусул, и кога му е тешко да користи ладна вода, тоа му причинува штета во неговото здравје или дури и на неговиот живот, посебно ако е негде на патување и немој да најде вода топла. А например, џунуб, морат да клањат намаз, не смет да му избијат намазот, тогаш Аллах Азза ва Джелле му олеснил да земат теемум. Доказ за ова е хадисот од Амр ибн ал-Ас, кој рекол: "Постанав џунуб во една многу студена ноќ за време на битката Зату Селесил. Се исплашив дека ако се избањам ке настрадам, па земав теемум и им го предводев сабах намаз на моите соборци." Не само што земал теемум, туку бил и имам на неговите асхаби и на неговите другари. Потоа му го спомнале тоа на Аллаховиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, па рекол: "О Амр, им предводеше намаз додека беше џунуб." Па јас му го кажав она од што се плашев:
Она што ме спречи да се избавам, и му реков дека возвишениот Аллах вели: и не убивајте се самите себе си, навистина Аллах е милостив кон вас. Па Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем се насмеал и ништо не му рекол. Ове од фикхот и од разбирањето на Амр ибн ал-Ас, и ове го потврдил Мухаммед саллаллаху алейхи веселем. Но, браќа, самата тешкотија за абдес кога ќе е студен или со студена вода не е оправдање за да се оставите и да се зема теемум. Не свекој кој му студит или му е тешко да зема абдес, сега да зема теемум. Ове е со шарт. Ако земањето абдес или гусул му причини штета на неговото здравје или пак и страховат за неговиот живот. И исто ове е доказ од овие хадис дека намазот овие асхаб не го остел за последиција до клањат. Не го остел кога се врати дома, туку морат да го клањат на време пред да излезе неговото време. Ако немаш вода, ако не можеш да земаш абдес или гусул, зате Аллах азза ва џелле ти даде олеснување да земаш теемум и да не го изоставиш намазот да го клањаш во неговото време. И на крај, бреча, да се сетиме додека ние заедно со нашите семејства и нашите деца уживаме во топлина, во ситост и сигурност. Да се сетиме на нашите браќа, кои неправенните и насилни сили ги протера од нивните домови, па тие заедно со нивните жени и нивните деца живеат во засолниште и кампови што не ги штитат од студениот воздух и не ги чуваат од ледените студеници, како што е Палестина, како што е во Ирак, Сирија, Афганистан, Сомалија, Рохинџа и во многи други окупирани и угнетени муслимански земји. Па го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел да му помогне против нивниот непријател, да ја остави да ја врати на нивните места поносни како што му припадви на еден муслиман. Амин. Баракаллаху ли ва лакум фил Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على نبي الرحمة والهدى فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في هذه الأيام. اللهم انصرهم في هذه الأيام يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالطواغيت جميعا. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم انصر أخواتنا في المخيمات. اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهلهم ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.